Ивана и вели дали пиење на алкална вода е подобро од нормална. Ивана, многу е добро прашањево и многу луѓе денеска сметаат дека пиење на алкална вода е поздраво. Но едно нешто мора да разберете, дека телото ако има здрава средина не може да ја направиш поздрава. Значи не може во телото да се создаде преалкална или прекисела средина или прездрава и пренездрава, бидејќи телото секогаш има тенденција да ги носи работите во некој баланс. И кога се зборува за алкална вода има два начини како да се консумира. Едното е преку консумирање на вода стандардна, некогаш и водата од чешма во својот состав има некои минерали кои што ја алкализираат. Има изворска вода, има газирана вода, се додава јаглерод кој што е некакво алкализирање и менување на составот на водата, но постојат и апарати кои што као ја прават водата алкална, во што се вклучува електрицитет и се менува составот на водата до некаде. Сега, што треба да знаеш? Науката не ја поддржува многу пиењето на алкална вода, затоа што прва работа кога внесуваш алкална вода и кога pH вредноста можеби е 9 или повеќе, тоа значи дека може да влијаеш на pH вредноста во желудникот, а намалувањето на киселоста во телото значи можност да се развиваат одредени микроби, бидејќи микробите во телото не би требало да се развиваат во преголеми количини, затоа е механизмот на киселост, бидејќи па киселоста ги убива. И има една студија која што зборува за тоа дека луѓе кои што пијат константно алкална вода, во нивната урина се забележуваат микроби и тоа е резултат на и pH вредноста на урината е пореметена и тоа не е баш најдобра ситуација. Значи киселоста во желудникот, киселоста одредена во дебелото црево, киселоста на урината имаат своја функција. И затоа јас повеќе би бил на страната на ти да се хидрираш, а не да бараш можеби по секоја цена да имаш алкална вода, затоа што и алкалноста на водата може да прави проблеми со обработката на храната, апсорбцијата на храната, а тука има апсорбција и на електролити, кои што ако не се користат како што треба и не ги имаме во доволни количини, може да направат проблеми со срце, со кардиоваскуларно здравје, така да, знаете, не се фаќајте да читате наслови, овој напиток топи, овој напиток е прездрав, овој напиток прави оваква средина во телото, овој суплемент бустира имунитет. Значи, балансот и редовноста во исхраната секогаш прави резултати. Исто како така, ако миеш заби денеска, ништо посебно ти нема да видиш резултат, но ако миеш заби денеска и секој ден до крајот на животот, тогаш ќе видиш резултати. Исто и со храната. Не барајте шорткати и трикови како да го изиграте телото и да можеби си ја исперете совеста за подоцна да јадете глупости. Така да хидрирај се, јади редовно, јади доволно и тоа е единствената формула.